Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Драги гледачи, добро утро и ова понеделничко утро. Денеска сме 28 ноември, понеделник 2022 година. Уште 33 дена неделат од почетокот на новата година или кога ќе ја закружиме ова календарска 2022 година. Верувам дека сте добро. Еве ја отпочнуваме и ова работна седмица. Што се однесува до временската прогноза, температурата, како што најавивме во претходната емисија, се намали и ќе се намалува и во наредните денови, но како е да е, денеска ќе имаме минимална температура од -1 до 4, а дневната ќе се искачи од 3 до 9 степени. Се зависи во кој дел на нашата земја живеете. Ако сте во западниот дел, значи Тетовско, Гостиварско, Дебарско, таму е посвежо, но ако сте на крајниот југ, како што е Гевгелија, таму ќе имаме температура до 9 степени. Во централниот дел на Македонија ќе имаме од 5-6 степени, како во Тиквишијата или во Битолскиот Пелагонискиот регион. Облачно и студено, претпладне со локални врнежи од дожд, на повисоките места и на планините со врнежи од снег. Еве како што слушнавте, полека ни се најавува и снегот од високите планини, како да се спушта малку пониско и значи се уште ќе немаме врнежи од снег во градските средини, но на повисоките места, кај што има и повисоки места на села, може би и ќе падне првиот снег. Иако на Попова шапка во минатите денови веќе забелеа, така да таму има неколку сантиметри од снег. Како и да е, полека го трошиме, значи и овој месец, уште 2 дена ни преостануваат и ќе влеземе во последниот месец нова календарска година, декември. Уште едно сакам да ве потсетам, почитувани гледачи, вие кои сте возачи, ставите ги синџирите во вашите автомобили, за да немате проблем со полицијата, бидејќи тоа е законска обврска на возачите од 15 ноември до 15 март 2023 година во своите возила да имат зимска опрема, како што се синџирите, ако секако немате нови гуми кои ги задоволуваат стандардите на возење. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, состојбата е слична, значи се вози по делумно суви коловози, интензитетот на градските и односно на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања од оние вообичајните. Сепак Автомотосојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со возилата, особено на патишата каде тие патишта поминуваат низ клисурите, речните долини и тие предели кај што може да има, значи, одруни од камења, како што се делниците Катланово Велес, Маврово Дебар, Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. Што се однесува до рубриката на денешен ден, би сакал да се подсетиме кои настани се случиле во текот на историјата на денешен ден, како што спомнав, 28 ноември. Еве интересен податок, 1520 година португалскиот морепловец Фернандо Магелан впловил во Пацификот, минувајќи низ јужноамериканската теснина која денес го носи неговото име. 1806 година, на денешен ден, француската армија на Наполеон Бонапарта влегла во Варшава.
1821. godina Panama proglasila nezavisnost od Španija i se pridružila na Kolumbija. 1905. godina irski nacionalist Arthur Griffith v Dublin je osnoval partijata Sinn Féin, čija glavna zadaća bila borbata za osamostojuvanje na Irska od Velika Britanija. 1942. godina v požarot koji uništil jedan noken klub v amerikanski od grad Boston zaginele okolo 500 loge. Naistina, golema katastrofa se slučila v 1942. godina. 1960. godina Mauretanija, zemlja vo Zapadna Afrika, stanala nezavisna Islamska republika, do toga šta bila vo sostaven delna Francuska zapadna Afrika. V 1997. godina vo Skopje svečano bila otvorena ambasadata na Avstrija vo Republika Makedonija. Inako ta ambasada se nalazi na ulicata Petar Poparsov vo Skopje. I evo ušte dve informacije, odnosno nastani koji se slučili vo Minatoto. 2002. godina vo eksplozija na automobil bomba, trojica islamski teroristi, samoubici ubija 13 luge, 10 Kenijci i trojica Izraelci. V jedan hotel pun su izraelski turisti vo kineski od grad Mombasi. Reči su istovremeno ispalile dve protivavionske rakete vraz izraelski patnički avion, no projektilite blagodarejke na prisebnosta na pilotite gi promašile, pa taka bile spaseni 261 život. I vo 2004. godina vo eksplozija na gas vodnik od zajagljen Čenđijašan vo severna Kina, život ga zagubile 166 ljudi. Navistina, golemi katastrofi se slučuvale i se slučuvati deneska, početno gledači, to je ušteden dokaz da na ova zemlja smo site gosti i niko od nas ne je siguren za svoj život. Evo to obja početnite informacije. Pozdrav do svita vas, početno gledači, koji vo međuvreme se vključivte i vo živo sledite našta programa. Odeme sega da ve pozdravim s jedna hristijanska pesna. Cię
Takav dan bit će to, kada smrt i svako zlo suze sve sa lica mog, za večno svu kloni Bog. Težno kad povede me stazom nove zemlje te, kakav dan, predivan dan, bit će to. Evo nepovtornova emisija, следува рубриката Читање од Библијата. Всушност, во рамките на нашата утринска програма, почитувани гледачи, ние читаме делови од псалмите Давидови. Денеска ќе прочитаме два псалма од псалмите Давидови. Тоа се псалмите 23 и 24. Господе, добриот пастир, Господе, мојот пастир, ништо неке ми недостасува. На зелени ливади ме успокојува, крај тивки води ме поведува. Душата ми ја заживува, по патеките на праведноста ме води заради името свое. Па и низ долината на смртната темнина да одам, од злото нема да се плашам, зашто ти си со мене, твојата палка и твојата тојага се спокојство мое. Приготуваш пред мене трпеза да стои пред очите на душманите мои. Миро ми излеваш врз главата, а мојата чаша се прелева. Да, добрина и љубов ке ме следат ни сите дни на мојот живот, и јас ке живеам во домот Господов во веки и векови. Тоа беше псалмот 23, одиме сега на 24. Владењето на семокниот небесен цар. Господова е земјата и се што ја исполнува, светот и се што се населува. Зашто тој на морињата го втемели и на водите го утврди. Кој ќе се вознесе на гората Господова? Кој ќе престојува на неговото свето место? Тој што има чисти раце и непорошно срце, кој душата на идоли не си ја предава и лажно не се заколнува. Тој ќе прими благослов од Господа и оправдание од Бога, Спасителот свој. Таков народ се тие, кои него го бараат, кои го бараат Твоето лице, Боже на Јакова. Порти, подигнете ги своите глави, врати исконски, подигнете се, царот на славата да влезе. Кој е тој цар на славата? Тој е Господ, силен и мокен, Господ мокен на бојот. Порти, подигнете ги своите глави, врати исконски, подигнете се, царот на славата да влезе. Кој е тој цар на славата? Господ семокниот, тој е царот на славата. Еве два прекрасни псалма, напишани од раката на царот Давид. Во претходниот псалом, во 23 глава, навистина, царот Давид својата надеж ја искажува дека почива на Господа. Тој овде споменува за пастирот, дека го води низ зелени ливади. Тој зборува овде за смртта, за долината на смртната сенка, дека нема да се уплаши, зашто Бог е со него. Неговата палка и неговата заштита му даваат мир. Нека и во овој ден, почитувани гледачи, на почетокот од ова седмица, и ние да се предадеме во раците Господови, што и да се случи, да бидеме постојано на негова страна. Одиме сега повторно со песна, потоа ќе се вратиме да продолжиме нашата програма. Љубов Божја толку силна, света и возвишена, доаѓа од Спасителот,
čista всите времиња. Тој ке ми отвори врата, јас да влезам златен град. За мене на крстот умре, гревот мој го плати тој. Срцето ми беше болно, рането од гревот мој. Лек за мене Исус има, тој го слуша гласот мој. Тој ке ми отвори врата, јас да влезам златен град. За мене на крстот умре, гревот мој го плати тој. Трпливо до крај ке чекам, додека не дојде спас. Кај што преку цела вечност со него ке бидам јас. Тој ке ми отвори врата, јас да влезам златен град. За мене на крстот умре, гревот мој го плати тој. За мене на крстот умре, гревот мој го плати тој. Се враќаме повторно во емисија, почитувани гледачи, продолжуваме со вестите од светот, односно искуствата. И денеска вестите ни доаѓаат од Фиџи. Во минатата емисија малце поопширно зборував за ова Република Фиџи, но денеска еве само ќе спомнам дека првите луѓе кои се го населиле ова островска земја се случило некаде во 17-тиот век пред да дојдат европејците. Интересно, холандскиот истражувач Абел Тасман ги посетил островите во 1643 година, додека го барал големиот јужен континент. Потоа европејците не пристигнале на островите се до 19-тиот век, кога на островите започнале да доаѓаат китоловци, мисионери и трговци со сандалово дрво. Имам овде еден интересен податок. На островот Вити Лево се наоѓа главниот град на ова држава Сува, кој има околу 200.000 жители. Други градови на други острови се Кандаву на истоимениот остров и Самосомо на островот Тавенуи. Меѓу островите се наоѓаат живописното Копско море. Највисок врв на Фиџи е врвот Викторија со 1372 метри и се наоѓа на островот Вити Лево. Фиџи се наоѓа во така наречената група острови Маленезија и зафаќа површина од 18.270 квадратни метри. Еве и денеска ќе ги проследиме вестите кои не доаѓаат токму од ова островска држава. Плажата Ваилолао е популарната туристичка дестинација, позната по своите достапни сместувања, ресторани, а особено по своите барови и ноќниот живот во нада на Фиџи. Кога COVID-19 го погоди Фиџи, многу мали кафетери, ресторани за брза храна и кафеани престана да работат поради пандемијата. Едно таквите места било Бамбу Резорт. Гледајќи можноста, 3 локални адвентистички цркви се обединиле за да го основат велнес барот Биту. Овој бар нуди велнес и здравствени програми, како што се бесплатни биометриски прегледи, програми за вежбање, предизвици за намалување дебелината и поединични програми за исхрана. Барот
čime bitu na lokalnoj jazik znači bambus, brzo se zdobil so popularnost među lokalното naseljenje koje se nasobralo vo nego poradi njegovite zdravi, sveži sokovi. Vjernicite na crkvata se molile baro da posluži kako centar na влияние, охрабровајќи ги жителите на Фиджи да заземат холистички, природен пристап кон своето здравје во областа каде што луѓето се борат со болести поради нивниот начин на живот, како што е дијабетесот. Овој бар ја продолжил кампањата да спасиме 10.000 прсти, што ја започнала Јужно-пацифистичката дивизија. Ова акција започнала во 2019 година, исто така имала за цел да ја подигне свеста кај луѓето за конзумирање здрави пијалоци наместо алкохол. Меѓутоа, кога вториот бран на COVID го погодил Фиджи и кога властите ги затворили сите угостителски објекти во периодот од 2 седмици, клиентите секојдневно прашувале кога барот повторно ќе се отвори. Но што се случило потоа било сосема неочекувано. Брашната двојка, што го водела блискиот бар, забележала дека повеќе луѓе го посетуваат соседниот бар со сокови и здрави пијалоци отколку нивниот бар со алкохолни пијалоци. Тие забележиле и намалување на инцидентите на главното шеталиште поврзано со конзумирањето на алкохол. Ова брашна двојка контактирала со членовите на црквата од соседниот бар, сугирајќи им да го користат нивниот бар како продолжение на просторот за нивните веленс програми. Верниците од црквата првично го одбиле предлогот бидејќи не сакале да продават здрави сокови и пијалоци на местото каде што се продават алкохолни пијалоци. Сепак брашната двојка им објаснила дека ќе престанат да продават алкохолни пијалоци. Наскоро бил направен договор. Алкохолните пијалоци биле заменити со сокови, блендери, овоше, зеленчук и билни препарати. Веленс барот биту повторно работил со полн капацитет. Верниците од црквата биле изненадени од тоа колку чудесно Бог ги води работите. Овој локал не само што влијал на своите корисници, туку влијаело целото шеталиште да стане центар на влијание што и носи надеж и здравје нова заедница. Ви благодариме што го поддржувате проектот на Јужно-пацифистичката дивизија да спасиме 10.000 прсти со вашите дарови што ќе ги дадете при крајот на овој месец. Благодариме што планирате да одвоите великодушни средства за да помогнете да се шири Евангелието на радоста и надежта широм ова дивизија. Еве навистина интересно искуство на адвентистите од Фиджи, кои и за време на пандемијата нашле начин и модус како да се доближат до луѓето кога овие здравствени препарати биле нудени и заменити со алкохол кој луѓето во тоа време го конзумирале, а поради короната многу барови биле затворени. Нека еве и ние што стои до нас да шириме позитивна енергија и да им помогнеме на луѓето да го пронајдат Исуса и во ова време и на овие простори каде што ние живееме. Одиме сега повторно со песна. Gospod
Што гледачи неповторно во живо, ја следите утринската програма на радио Гласна надежда. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Пред некој ден започна светското првенство во фудбал во Катар. Верувам дека интересот е голем. Еве јас кога имам време малку следам, но сепак во светски рамки постои една голема еуфорија за ова светско првенство. Ви сакал само да ви спомнам некои интересни факти во изградба на самите стадиони во Катар. Ги има некаде преку 10 стадиони кои се изградени во минатите години за денеска да се одржува овој светски фудбалски амбиент или светско првенство токму во ова исламска држава. Значи, од ден на ден бубамарата се тркала по светското фудбалско првенство во Катар. Би сакал да ви спомнам неколку информации за самите стадиони, а вие ќе имате прилики да ги видите додека јас тоа го зборувам. Значи, овие информации укажуваат колку пари се потрошени за ова фудбалско светско првенство. Потрошени се нереални 220 милиарди долари. Добро слушнавте, 220 милиарди долари. Дополнително, за чудувачка и поразителна беше проценката дека отприлика ќе загинат 7000 работници при изградбата на различити објекти. Значи, не само стадионите, тука се хотели, патишта, тие спортски села кои се изградени или самите хотели кај што ќе престојуваат играчите, публиката и многу навивачи. Англискиот весник Guardian објави дека повеќе од 6500 работници загинале при изградбата на стадионите за светското првенство кое сега се одржува во Катар. Guardian дошол до таа бројка повикувајќи се на извори во Бангладеш, Индија, Непал и Шри-Ланка, од каде доаѓаат исклучително ефтина работна сила. Според истражувањето Новој весник, од 2011 до 2020 година загинале 5927 работници од тие земји што претходно ги спомнав, а уште 824 работници од Пакистан. Ова се податоци собрани од амбасадите на тие земји во Катар. Значи, имало работници од овие земји кај што се најефтини како работници, затоа од тамо ги позајмуваат или доаѓаат работници, но на жалост засега околу 7000 работници загинале во подготовка на многу згради, на многу стадиони за ова светско фудбалско првенство. Guardian смета дека реалниот број на загинати е многу поголем, бидејќи нема податоци од Кенија и Филипините и од некои други земји од кои има многу работници. Тие не загинале исклучиво на градилиштата на стадионите, туку и на објектите на придружната инфраструктура, како патишта, надвозници, мостови, станици, хотели и така натаму. Во Катар има вкупно 2 милиона работници кои се увезени од сиромашните азиски земји. Официјално 37 од нив загинаа на градилиштата на стадионите, а останатите загинале на разни други објекти. Работниците живеат во нехумани услови, работат во 2 смени дневно, а многумина од нив се самоубиле. Цели семејства биле уништени, а многумина не знаат ни како останале без своите татковци, сопрузи и браќа, се вели во текстот на весникот Guardian. Guardian тврди дека речиси 80% од смртните случаи биле припишани на природни причини од страна на работодавците, а многу тела биле пронајдени на градилиштата во полураспадната состојба, што сугерира дека никој не ги прашал каде се работниците кои не се појавиле на работа. Катар ја доби организацијата на светското првенство во 2011 година под благо кажано
somnitelne okolnosti. Pred glasanjeto bili objavljeni nekoliko istragi i svedoštva za kupovanje glasovi, no do sega nikoj ne reagiral, niti odgovaral za to. I taka vomoreto na se i sešto, nenormalno, normalno, i sve ono što je ostanato, diktirano sve kako znajem od golemi od čovječki božini prijatelj, od satanata, bogot naparite, ne iduvame nova što prethodno go kažav. Golemi pari se trošat za ovje projekti i za promocija na tije državi koji go organizirat svetsko to fudbalsko prvenstvo. I pokraj sve to što se slučava okolo nas, počtovani gledači, iako ne sme slepi za ove slučki ili gluvi na nepravdati nečesnost od razni vidovi, zarem ova ne je dobar primjer za nas deneska. Osobeno nije što se smetame sebi si i si deklarirame i ispovedame deka sme hristijani. Na kraju što i kako da se odgovori novije zborovi, Isus veli, vijeste solta na zemljata. No ako solta stane solena, kako ke se posole, odnosno ako solta stane nesolena, ako oblutavi, lugito go gazat, ja gazat soltam, ja frlat. Nito svetilka te premnogo tesna da se stavi počinje, tuko ta svekja se stava, znači na visoko da svetli. Zato neka sveti vašta svetlina predlugeto za se vidat vašte dobri dela i da go slavat vaše tatko koje na nebesata. Ne grev da pogledneme nekoje fudbalsko takmice. Međutim, gi spomnov ove brojki samo da shvatime deka mnogo luge zaginale za se prigotvat ove hoteli, stadioni za nekoj drugi da uživat i da se radovat. Kako je da vnimavame su sredstva koje Gospod negi dal, da negi upotrebuvame za beznačajne raboti. Ove sredstva, 220 milijardi, se upotrebeni za nešto što ke traje skoro mjesec dana. Sve kako tije objekti ke ostanati podocna i stadionite, no koliko luge bi se nahranile vo svetot koji deneska gladuvat, koji deneska ki si legnat bez ruček, bez večera i taka natamo. Neka navistina Gospod ne vodi, ne dade mudrost, da ovo vreme u koje nije živeme, da živeme mudro, kako što veli Biblija, te budete mudri, zašto denovite se zli. Eve toliko za ova fudbalsko svetsko prvenstvo koje deneska se ušte se održava vo Katar. Odime povtorno su pesne. Gospode, tvoja je ljubav kao sunčev sjaj. Ona me privlači k tebi, zove u zagrljaj. Osjećam te sad, snagu na mene izljevaš. Tvoja je ljubav kao sunčev sjaj. Ona me privlači k tebi, zove u zagrljaj. Osjećam te sad, snagu na mene izljevaš. I zato tebe volim, zato tebe volim, volim. Ti si meni sve, ti si meni sve, Gospode, tvoja je ljubav
privlači k tebi, zove u zagrljaj. Osjećam te sad, snagu na mene izljevaš. Gospode, tvoja je ljubav kao sunčev sjaj. Ona me privlači k tebi, zove u zagrljaj. Osjećam te sam, snagu na mene izljevaš. I zato tebe zato tebe volim. Ti si meni sve, ti si meni sve, Продолжуваме со кратка тема во рамките на ова утринска програма, почитувани гледачи, што ја емитуваме секое утро, односно секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Грижата е како стол за лулање. Еден човек бил префрлен во болница поради сериозните повреди што ги задобил во една собраќајна незгода. Болката била силна и тој знаел дека долго ќе мора да поднесува болки. Меѓутоа успеал да го сочува доброто расположение. Некој посетител сакал да знае колку долго ранетиот ќе мора да остане во кревет. Секој пат само за еден ден, гласел неговиот духовит одговор. Секој пат само еден ден. Сегашните прилики и околности не ги присилуваат луѓето да превземат очајни потфати. Современите проблеми не ја кршат нивната храброст. Многу почесто тоа го прави жалоста поради минатото или стравот од иднината. Веројатно сте ја чуле приказката за часовникот кој одеднаш застанал. Кога го прашале зошто го сторил тоа, часовникот одговорил дека не можел да ја поднесе помислата оти ќе мора да чука во текот на следните 365 дена, вкупно 31.536 секунди, и затоа застанал. Меѓутоа, кога го
podsjetili дека секој пат тоа значи само едно очекување во секунда, собрал храброст и повторно почнал да работи. Нам ни е оставен само еден ден во седмицата. Сите може да ги водат борбите одредени за тој ден. Сите може да го носат товарот на еден ден. Сите може да им се спротистават на еднодневните искушенија. Сите може да се борат со еднодневните незгоди, но кога на денешните товари ќе им ги додадеме они што потекнуваат од двете вечности, од вчерашната и утрешната, доживуваме слом. Никој не е во состојба да ги поднесе сите овие товари. Значи, да не се грижиме за утре, за дотре или за некој друг ден, или за 1, 2, 3 години. Секој ден си носи и добро и лошо. Така да, еве пораката е да не се оптеретуваме што ќе не се случи или што ќе биде после неколку денови или после неколку години. Никој од нас нема потреба да се грижи за 2 дена во седмицата. Тие се наоѓаат од страна и затоа не треба да се грижиме за нив или да се плашиме од нив. Еден од овие 2 дена е вчера. Вчерашните тешкоти и грижи се со болките, со грешките, со разочарувањата и со недоразбирањата поминале и не можат повеќе да се вратат. Вториот ден за кој не треба да се грижиме утрешниот ден. Утрешнината со своите можни пречки, товари, опасности, ветувања, грешки, радости и жалости далеко е од нашиот досег, како и вчерашнината. Овие добро познати зборови на еден непознат писател го истакнуваат фактот дека грижата не ни помага. Таа не може да ги острани проблемите со кои ќе се соочиме утре, но може во толкова мера да не ослаби што не ќе можеме да се соочиме со нив. Некој рекол дека грижата е како столот за лулање. Таа ви дава некои можности, но не стигнувате далеко. Сеќавањата што најмногу не мачат се поврзани со важните одлуки. Да, избрав друго занимање, да го купив онаа парче имот, да се омажив за некое друго лице. Ако дозволиме ваквите требаше да сторам или требаше да биде, да за господарат со нашиот живот, ние ќе го запреме собствениот развиток, ќе ги ограничиме нашите способности и ќе бидеме немокни да уживаме во она што го имаме и во она што сме. Еве, тука ќе застанеме, ќе продолжиме во наредната емисија со слично размислување, но како е да е, почитувани гледачи, да не се оптеретуваме за утрешнината, за другите денови, за 1 година, што ќе се случи. Секој ден Бог ни го дава на располагање и да уживаме во тој ден што го имаме на располагање од страна на Господа. Еве, тоа беше кратката утринска програма. Одиме сега повторно со песна. Like
nade za mene. Drži me, da sam blizu do tebe. Ovo je sve što mke bide za mene. Zemi me, pod tvoj krilja zemi me. Pod tvoj krilja da se skrijam, da se smiram, Bože moj. Pod tvoj krilja da se skrijam, da se smiram, Bože moj. Evo nepovtorno vo živo, vo našta programa, početujeme gledajući poleka dojdovme do krajot nova utrinska programa. Bi sakal da deneska vi pokažem i da vi reklamiram jedna ubava knjiga od pisatelkata Elena White. To je knjigata Kopnežot na vekovit. Jedna prekrasna knjiga, tumačenje na site 4 evangelija. Znači, dokoliko imate potreba i želba da imate ova kapitalno delo. Vi ste jedna knjigata malce podebela, no je prekrasna. Znači, Kopnežut na vekovite Isusoviot život je ovde zapišen. Pišete ni vo naša redakcija, a nije keve ispratime ili našite sorabotnici keve donesa do vaše dom. Ima pozadi i indeks, znači objasnuvanje, kratenki, tako da nekad okolo 770 stranice, ima i tvrd poves, ova je mek poves, no izdavačka kuća Znaci na vreme, to znači je izdalova knjiga i ja zvije preporačujem, svi ti vi koji sakate da imate dobra knjiga i da zapoznajete, malce da go zapoznajete Isusa poveke od Svetoto pismo, zašto ovdje je obrazloženo, objasneto, svi te nastani koji se slučile, vo Novi Zavet, odnosno vo 4 evangelije, ovdje se protumačeni i objasniti. A vi koji sakate da proučuvate Biblijata pod dopisem, pa vi nudime besplatno online dopisnata biblijska škola biblijatazborova.mk. Da je vidime svega reklamata za dopisnata biblijska škola. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Početno gledajući, poleka dojdevme i do kraja i na ova denešna ponedelnička utrinska programa Dobro utro, programa koji se mitova sekoj ponedelnik i petok so početok von 9 časot. Mi preostanemo da vi posakam ubav den, ubava rabotna sedmica, budete radosni, srekni, veseli, bez razlika ni s kakvi premrežja pominuvame vo naš život. I zakažu vam nova sredba, ako Bog dade život i zdravje, vo petok so početok vo 9 časot, a do togaš ostanete so zdravlje. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Гласна надежда. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежда. Се гледаме.